На Мераклиски кафе Муабет сме со Лена Затковска-Маротова. Прво прекрасна личност, бидејќи лично ја познавам. Потоа мајка на пресладкото прваче Габриел, сопруга на Бојан Маротов од докажаната музичка фамилија, веќе многу реновирана сите овие години наназад, фамилијата Маротови, естрадна пеачка која напредува и модерно да се изразам, добро си гази во водите на музиката. Лена, од каде се твоите корени? Овој разговор е за твоето потекло. Од кое село е баба ти? Баба ми, од на мајка ми страна е од Градешница Мариово. Но јас сум малце, што би рекла, нели мешана салата или мешана скара, кој како си сака да се го нарече. Татко ми има потекло од Прилепско Кривогаштани, а и од Охрид, а од на мајка ми страната скрос сме од Градешница Мариово. Така, значи интернационално моме. Или така може, да. Така. Лена се врати назад од Австралија, значи повратничка од Австралија и одлучи овде да остане за секогаш. Да, значи тамо каде што е срцето, тамо каде што е љубовта, тамо и татковината. Лена, кои се твоите планови овде? Вака, јас, односно, прв пат дојдов на кога имав 2-3 години во Македонија, но не се сеќам на ништо. Па потоа пак дојдов 2005-2006 за Макфест и од тогаш реков, јас ќе правам што ќе правам тука во Австралија, ќе завршам, ќе учам, ќе правам, ќе све и се враќам во Македонија и тоа го направив во 2011. Си дојдов тука и тука планирам да си останам. Заедно со Габче и со Бојан. Јазикот како? Таму зборуваше, значи, на англиски јазик, тука кога се врати ти беше малку македонскиот подзаборавен, но и ве пееш на македонски, зборуваме на македонски, правиш понекоја грешка, но мислам дека добро се снаоѓаш и добро ти оди. Да, интересното е што како малеч, како бебче во Австралија го знаев само македонскиот јазик. Сега, кога почнав во градинка и во школа, не знаев англиски и сега, предпоставам дека дома почна на англиски да ми зборат и скроз го заборев македонскиот. Така да, кога дојдов тука во Македонија, вака си зборував, ама со тек на времето, нели, слушам сега малце и дијалекти, мешам битолски, македонски, прилепски, струмички, сите дијалекти ги мешам, ама на крај се разбираме. Убаво зборуваш, убаво пееш. Имаш многу убави фотографии во твојот мобилен, што рече дека ќе ми ги покажеш. Да, имам. Така, од баба ти, од мајка ти. Се отвориме. Прво да ви покажам Носија Мариовска и јас како бебче. Тука сум бебче. Малечка во... Прекрасно мариовско бебенце или девојченце. Можеме да фатиме? Преубаво. Тоа е уникатна и комплетна носијата. Односно, направив претходно слика од 4 генерации, прабаба Миленка, баба Петкана, мајка ми Наде и јас. Да. Сега имам синче, ма не е женско, така да не е ставено во... Да. Не е ставен. Преубаво. Антрополошки гледам, значи личиш на баба ти. Малце, сега они се сите влечеш, да. Имат плави очи, природна плава коса. Јас сум малце на црната страна на татко ми, Ама на крај пак си се доближила до нив, со изборот на бојата, значи мариовска девојка, мариовско моме. Ние ќе представиме и Градешница, јас ти благодарам што сакаш да дојдеш со нас во Градешница и што лично ќе ни ја представиш Градешница од твојот аспект. Ни предстои една убава екскурзија до Градешница во која што верувам дека ќе уживам. Има многу да научиме од тоа малечко, односно не е малечко, но никој не го знае, така да ќе се прошетаме, па. Имаше еден момент со мајка ти ми зборуваше со венче на главата дека имаш фотографија. Да, имаме сега, нели има адети различни македонски, ово е мариовски, кај што се прави венче од свеќиња, нели со благото лепче. Така. Тие што се немажени моми, ќе го направат благото лепче и венчево кој што е мариовски обичај. Сега мајка ми е многу по тие адети.
Јас за жал не ги знам сите и не ги практикувам. Прекрасно. Прекрасно е и баги ли големо. Големо значи, и сигурно ова тежи многу, ама главава е навистина е како целата природа да ја земала од Мариово на себе си. да. Преубаво. Јас гледам една сличност, овде ми подарија една книга. Книгата е за Мариово и коинциденцијава со венчето е буквално неверојатна. Значи, како мајка ти да ја сликале на за насловната на оваа книга. Мислам, ова е преголема коинциденција. Неверојатно. Ти благодарам. Ние одиме, значи да си се подготвиме за нашата екскурзија до Градешница и да видиме зошто Лена остана за секогаш во Македонија и кои се нејзините планови. Градешница не чека. Итаме кон топлата преградка на Мариово, која не прегрна со својата самотна, дива убавина, изразена во голи карпи, мистични хоризонти и тишина испрекината од свирежот на ветрот, но и од возилото кое предеше по патот кој ни беше дури и краток заради муабетот. Лена, целото твое семејство остана во Австралија. Ти си на некој начин јунак на нашето време. Повратник во Македонија точно во моментот кога имаме експанзија на иселеници. Што те натера да се вратиш назад? Вака, значи, не знам, ја дојдов многу одамна во Македонија кога бев помалечко, онака на одмор, нели, за Макфест и за фестивали. И уште од тогаш видов дека за децата и буквално за сите луѓе има поинаква слобода тука, а и убавина. Сега заради сите тие работи после нели кога дознам уствари од кај сум и да ме прошетат моите нели до Мариово и до другите села од кај што имам потекло, видов дека уствари Македонија има многу појки од тоа само што е покажано. Да, Градешница е многу интересно село и ти потекнуваш од истото село од кое што потекнува и Тарпео. Но јас чув некој муабет дека вие сте уствари роднини. Има ли вистина во тоа? Не знам дали е по крвна линија или дали не по итроштини. По муабети од баба ми со невестата и со зетот и со брачета и со не знам што, некаде тука е смешано, само не знам каде и е таа конекција. Има интересна легенда за тревата што пега, таа ќе ја береме кога ќе се качиме во Градешница, пошто ние сме избрани, нели? Ќе ти раскажам јас еден дел од легендата, знам дека и ти имаш една друга приказна за легендата, но мене ме поврзува таа легенда пред се прво ќе ја почнеме приказната со амаилијата на твојот врат. Значи ти си македонско девојче, поточно мариовско девојче и на вратот носиш македонско девојче исто така кое што поточно е мариовско девојче. Да, овој каменчето доле се наоѓа само во Мариово, така да го добив ова за свадбен поклон од свекрвата и свекорот мој. Така си на некој начин избрана, нели? Да. Специјална. Да. И има символика, мислам, не само дека е од свекор и свекрва ми, него е дека е од моето потекло, од мојот роден крај, што се вика, има значење многу. Како се вика каменот, зелениот камен? Амозит, мариовски амозит, така. И само во Мариово го има? Да. Овој камен само се наоѓа. Македонско девојче е комбинација од македонски рубин, да, и мариовски амазит. Да, значи македонско ланче. Македонско ланче. Кажи ми, значи, околу тревата што бега,
Си слушнала претходно? Слушнала, сега брзо слушнав. Има? Сега поточно како било што било, не знам, нешто бега, па треба да се одбранели за тревата, па некоја мајлија е здравје носи така, но поточно така, значи, вие ќе кажете, сте ти си ја погопатени. имаш, ама илијата што тебе те штити со љубов ти е дадена, но во Мариово кружи една легенда во повеќе верзии дека значи мариовчани се штитат со тревата што бега, таа е комбинација од две билки што се береле од врвовите на кајмак чалан, ама можеле значи да ја наберат и да сплетат мајлија или да испијат волшебен напиток за да се заштитат само избраните. На другите им бегала, значи кога ќе пробале да ја скинат, тогаш таа се претварала во друга билка или им бегала. И сега тука има разни интерпретации нели на легендата, но кружат исто така муабети дека во Првата светска војна тројца мариовчани имале, значи, таква мајлија од таа трева што бега, што ние ќе се обидеме да си ја набереме, за да бидеме заштитени. Верувам дека нема на нас да ни побегне, и се вратиле живи после Првата светска војна. Тревата што штити од зло и носи среќа. Велат бега кога некој што не е избран пробува да ја набере или докачи. Кога посегнува по неа, таа се претвора во друга билка или се губи. Но едно пореално објаснување за нејзиното бегство е тоа што таа расте секогаш на различно место. Затоа бега. А двете билки од истиот вид, но веројатно машка и женска, од кои едната има само лист, а другата пушта и цвет, раснат на сосема различни места. На сосема различни ридови, например. Ме боцна една билка. Таа изгледа мрдава. Тревата што бега ја најдовме. Штосот, според искусните мариовчани од Градешница, кои делумно ја чуваат тајната и издозирано ни раскажуваат само одредени детали за мајлијата, чувајќи ја точно како уникатен мариовски марифет, е тоа дека во листот од едната треба да се стави коренот на другата. Така преклопени и соединети во едно, билките ја добиваат својата магиска и јамајлиска моќ на среќата, долговечноста, здравието, успехот. Сега има и други некои итроштини мариовски марифети за водата што не сме да се носи дома. Например, ти баба имаш интересна приказна со баба ти. Да, кога се качеме ќе ви ја покажам и чешмата, но сега бевме за Светилија, за Илинден горе имат Панагјур горе. И нели нормално што селото за жал нема никој, се собираме само на тој ден. Како знаеш уме, што патот е страшен, и тоа ќе ви покажеме. Да, патот мора да се реши на подобар начин. Да. И сега шишето вода си го полнам од чешмата и како што одеме на кај куќата, кај баба ми, си пијам вода и одеднаш фрлија водата. Кај ќе купам вода, кај ќе турам вода, да не икем да фрлам. И наводно дека носи несреќа, ако таа можеш да ја пиеш, ама тамо кај што си, тамо да историш, дома да не ја носиш. Па ми кажуваше приказни за на дедо ми Трајан, брат што упорно носел вода дома, од таа чешма, па на сон му се појави, не знам кој се појави, како се појави, дека ако не ја вратиш водата, престане да земаш вода. И по неколку месеци починал братот на дедо ми. Се тоа може да биде коинциденција, може да биде вистина, кој како си верува, не? Како и да е, верувам. И ми ја истори водата на крај и нема вода. Кажи ми сега, значи, твојата музичка кариера ја почна овде во Македонија или претходно имаш, значи, некој пробив и во Австралија? Во Австралија јас учев музика, така да толку многу не се занимавав со настапи и со популарноста, зашто бев мала, но и учев. Бев многу посветена на музиката и во тој аспект. Си имав свирки што се вика како што имаме тука, нели, свадби, но многу поразличен принцип од што се свадбите тука, нормално, Австралија. Почна све во 2005 за Макфест. Кога бев тука, исто така носев со мене девојчиња што танцува од истото школа кај што бев и професорка и ученичка.
таму почнав, се вратив, учев, па се вратив тука. Така, и сега имаш амбиција, значи заедно со твојот брачен другар имате убава визија, куќата на баба ти во Градежница да ја возобновите, да ја реконструирате и таму да ги поминувате вашите одмори, што е многу убава и значи социјално и општествено одговорна порака до сите дека значи родниот крај е навистина прекрасно нешто на кое што може да му се вратите и посветите за да го возобновите доколку можете. Па тоа баш правевме моабет ние од кога се вратив од Мариово летоска што беше. Парите, например, што ги трошиме да одиме до Грчка, речи си, или до Бугарија, или некаде на одмор, можеме да, зашто за жал патот е крш, можеме да си рентаме джип и да се качиме до горе и да си ја направиме куќата, имаме кај да одиме, значи тоа си е наше, на чист воздух, на отворено, кај што и син ми може да ужива. За жал немав детство во Градешница и затоа и многу жалам што не сум порасната тука во Македонија, што сум цело детство ми помина во Австралија со книги, со компјутери, со телефони, со такви глупости и заради тоа сум уствари стрекна што син ми може тука да порасне. Значи на улица со деца, да го носиме во село, да го носиме таму кај што има потекло, еве од на супруг од страната има и Струмичко, има и од Кавадарци потекло, јас имам еве од Мариово, имам и Прилепско, имам и Охридско, значи јас сум апла мешана скара. Ти си интернационална. Да. Така да убаво и мило ми е што тоа Габриел може да го осети, а јас сега на постари години, мада и за тоа сум среќна. Добро, да, ама тоа детството, качување на дрва и не знам, берање трева и правење китки со цвеќиња и сето тоа го нема. Седење на чешма. Седење на чешма, прскање со вода, со не знам што таму. Тоа речи си селскиот живот што е, го немав. И секам што го немав. Па ние си поминеме еден убав ден во Градешница со седење на чешма, берење на трева. Да, точно. Да, ќе си најдеме стомна, ќе си свариме кафе во твојата куќа, односно на баба ти куќата. На баба, да. И ќе го ушиваме денот во Градешница. Може, убаво е така. Два часа Скопје Битола и околу час и половина до Градежница, по неасфалтиран пат, свиоци, тумби-румби, за чие совладување ви треба добро возило. Мариово се простира околу средното течение на Црна река, меѓу планинскиот венец од Дрен, Селечка планина, Миџе и Кожув. Реката која извира од Демирхисарското село Железнец, во лак го сече и го дели на старо и ново, големо и мало, а ориентационо според поголемите локални градови е поделено и на Битолско, Прилепско и Кавадаречко Мариово. Градешница е во Битолско Мариово. Црна река или римскиот Еригон напролет и наесен збревта со својата полноводност. Поплавува, оплодува и облагородува. Реката како да ја распарала мариовската природа, ги поделила надвиснатите карпи, формирајќи ја најдолгата скочивирската клисура. Овде врвел и римскиот пат Вија Игнација. Во Мариово имало живот, од праисторијата до денес, континуирано, во двомилениумска концентрирана историја, чиј пресек дава извонредна мариовска хрестоматија. Мариово, со својата нескротлива убавина, прекрасно, диво и чисто, непокорно со своите две мариовски буни против отоманските угнетувачи и стоичко против сите досегашни аспиратори, е атрибут на итроштината и марифетлуците, чие име како да е логично коренувано од името на овој крај, но и атрибут на бескрајната креативност, изразена во народната ткајачница на безбројните легенди и преданија, во раскошот на аловата носија, чиј вес е врв филиграм меѓу везовите.
И за Градешница, родното село на Итарпео, срцевината на Мариовскиот пркос и троштина, ќе чуете повеќе легенди. Во една од нив главна протагонистка е другата женска икона на овој крај, опеаната убавица Кале Шањѓа од Старавина, историската мис Мариово која била грабната од зулумџиите на Митровден како гостинка дојдена во Чаниште. Отпорот против зулумите добил димензија на бунт, првата Мариовска буна. Тогаш бунтовниците со фамилиите, добитокот и резервите на храна биле засолнати во римската тврдина Пешта, лево од патот над клисурата на Градешка река на 1100 метри надморска височина, чии високи бедеми дотогаш биле неосвоиви благодарение на местоположбата и водените ресурси, ќумците со водата од скришното Бренско чешмиче. Имале се што е доволно за да истрајат и да се спротистават на илјадитиот турски аскер, засилен со разбойници и разни профили на ѓулумџии. Но синдромот на предавството, типичен речиси за секој задушен бунт во кој вистински не прогонува денеска модерно кажано слоганот «Кој, ако не свој на свој?» И овде е разочарувачки епилог. Се нашле двајца прилепски кодоши за подкуп да го издадат изворот. Велат, така падна тврдината Пешта, а недалеку од неа покрај водите на студената Градишка река се роди селото Градешница. Градот бил дислоциран во денешното село кое, испоред кажувањата на баба и на Лена Петкана, било поубаво, побогато, попредставително, полично од останатите села и затоа го заслужило името кое упатува на мал град. Градешница на 800 метри надморска висина и 52 километри од Битола, мириса на билки, на мед, на трла, мириса на историја, на тајни, на светилишта, на патина и древност, кои се нафатени на црквените реликвии во 9 цркви: Свети Никола, Свети Антонија, Свети Спас, Свети Илија во местноста Брен, Свети Атанас во местноста Атанасица, Свети Ѓорѓија, Свети Андрија, Свети Врач. Тие на селото му даваат сакрална убавина. Мештаните на сметка на напуштеното и празно село се шегуваат дека сега за секој жител има по една црква. Сред село чешма, до неа продавница, кооперација, место за дежурство, планови, муабети, кавги, за се што е на дневен ред во вековниот селски живот до ден денешен. Родната куќа на фамилијата на Лена од страна на мајка е центар во селото. Таа е третиот објект околу малиот Друмски сквер или на нашки селскиот плоштад. Фамилијата на Лена Трпчевски е една од многуте печалбарски и селенички фамилии која со децении живее во Австралија. И Мариово во новиот век не остана имуно на белата чума или најголемата рак рана на македонската нација – миграцијата. Поубавите куќи, оние кои се пофутуристички, се на повратниците од диаспората, најчесто од Канада, Австралија и Европа. Типичната градежничка куќа ќе ја препознаете по задолжителниот чардак, чии завеси се најчесто низите од суви пиперки. Таа е таа стилска карактеристика. Мариовските марифети се оживеани во мариовските вечери, средби, во регистрираните друштва на мариовците во Торонто, Мелбурн, Њу Џерси. Во Витолишта се познати мариовско-мегленските средби. Оние што добро се снашле во светот и имаат родолюбна визија кон својот крај, се враќаат во летата, за големите празници, инвестираат, донираат, обновуваат. Градежница е полна, жива и распеана за Илинден. Проблем е патот. Всушност проблем е испрекинатата инфраструктура во целиот крај. Сега не е мачно при превоз, патот не личи, не? Тоа е мачно. За друго, како сами ga биде. За нас градот не е веќе. Па не е ни за младите. За младите, сега за младите, добро, младите тоа го бараат сега.
До некој од селата е речиси невозможно да се стигне со обична кола, или ако е возможно, тогаш на колата и следува ремонт. Затоа луѓето се пишман за враќањето и инвестирањето во старите куќи, кои обично ги доверуваат на нега и грижа на поблиски или подалечни роднини, за да ја сочуваат топлината на домот и нивната функционалност, за колку толку да има каде фамилијата да се прибере кога се враќа. Таков е и случајот и со родната куќа на Петкана, баба и на Лена. Штета што ја видовме само накратко, онолку колку што ни беше допуштено. Погоре од неа, на 2 минути пеш, е и нејзината родна куќа каде што живеела како девојка. По патот има и по некој асоцијативен поствоен екстериер кој сведочи за двете војни. Шлемови, пушки, мачети и други разноразни реквизити и символи велат ги издржавме војните стихии, но тишината низ вратите и прозорците што зјаат празни, чии завеси станале бршлените, ни ја издаваат болката дека селото плаче по младост, девојчински кикот крај реката, момински ишарет на чешмите, момчешка снага на нивите, детски джагор игра, смеа, врева. Сето тоа сега е сведено на минимум. Чувството на пустош ја прогонува и баба Петкана, за која Лена вели дека не сака да ја гледа старата куќа од која срцето и напукнува пред струшените камени ѕидови, кои сега се дом на мариовската флора и фауна. Селото во 1953 имало 1085 жители, многудетни семејства, од кои во една фамилија по куќа од 2 браќа имало и до 20 дечиња во заедница. Денес селото брои над 100 жители, 10 од порано. Мајка и на Лена пак ја мачи прескокнатата традиција во модерните свадбени текови, кога долгоочекуваниот момент свадбата на Лена поминала без мариовската руба, без одење по невестата и другите свечености и јадети од мариовскиот крај. Мариовската свадба е рурална, романтична бајка, која започнува класично со погледот што збори, ишарет за бендисување, смешкање на чешма. Работата станува сериозна кога ќе ја земат во своји раце стројниците кои ја бараат момата за бекерот. И така, Петкана го засакала Трајко и станала Трпчевска. Мајка и на Лена Наде го засакала Звонко и станала господја Затковска, со сите мариовски адети. А Лена на Бојан, без сите тие церемонии, стана Маротова. Над селото се наоѓа малото речно рајче за градежничани, Потемнички вир. Таму водата е студена како срча, а бистра како солза. Во летата овде била Мариовската плажа, обколена со зоблени камени карпи, идеални за сончање и уживање. Ова е Мариовската речна Портокали бич, поубава и потаинствена од онаа на Халкидики. Вирот е поделен на машки и женски, културно и респектабилно како што се делеле старите бањи, капилишта или амами, кои ја штителе машко-женската интима. Овде била летната шема, а за водици крстот се фрлал во Градишка река. Една од карпите личи на корито, кое порано било полно со вода за церемонија со крстот. Но историјата е многу подлабока. Во овој дел е најрепрезентативниот римски слој на градежница. Тријадата од 3 мали, но исклучително значајни цркви, Свети Андонија, Свети Ѓорги и Свети Спас, е обкружена со комплекс од римски вили кои датираат од средината на 2 до крајот на 3 век. Делот кој се наоѓал на местото во близината на денешната црква Свети Андонија имал резиденцијален карактер и бил наменет за уживање. А делот на местото на црквата Свети Спас над Темничкиот вир по се изгледа бил и винарски продуктивен. Вдлабените делови од карпите налик на корица упатуваат на производство на вино. На местото на црквата Свети Ѓорги постоеле резиденцијални и производни простории, а впечатливата абстрактно спирална шара на влезот од црквата е потврда за континуитетот на овдешниот живот. Во 4 век, вилата која се наоѓала на местото на црквата Свети Андонија
била трансформирана во ранохристијанска црква. Постојат остатоци кои може да се забележат и денес. Постоечката црква Свети Андонија е изградена во 80-тите години на минатиот век. Во 19-тиот век, особено во неговата втора половина, во Градешница поинтензивно почнуваат да се обновуваат некои цркви, а тоа го дозволувал и новиот хатишериф на султанот Меджид. Тогаш е обновена и црквата Свети Никола зад самата чешма на сред село. Над вратата на задната страна пишува дека таа е возобновена во 1863 година. Во Свети Никола, каде градевци ги извршуваат сите христијански обичаи, се чуваат неколку стари црковни книги уште од 19-тиот век. Градешница била дел од описменувањето во Мариово. Токму во оваа црква било и поранешното келијно училиште во кое учеле децата на поимотните селани, но за жал не и девојчињата заради патриархалните догми околу школувањето на жената. Баба Петкана била од помудрите Мариовки и освен што се школувала со основно образование, се земала музичар за маж. Дедо и на Лена, Трајко, свирал на гајда за време на празниците, па на ѓурите и гранките. Ете од каде доаѓаат музичките гени на Лена. Крвта не е вода. Денеска Градешница е полна, жива, гласна и распеана за Илинден. Свети Илија во местноста Брен е на спротивната страна на селото од Темничкиот вир и ги собира мариовчани од сите села. Тогаш се враќаат и селениците, македонците празнично се сплотени. Трпезите се полни со јагнешко, кое е курбан за 1 и 2 август. Пченицата и овчкото млеко се задолжителни, а сирењето е закон. Вкусот на Мариово тогаш е собран на едно место. Фала. Повелете мариовски мед. Најдоброто од Мариово. Мариовски мед, мариовско јагне и мариовско сирење. Мариовски сендвич. Мариовски сендвич. Дека се сирење едно и средина до јагне. Така, тоа е мариовски сендвич. Значи, 2 канти сирење и едно јагне. Средина јагне. Печено или не печено? Или Живо, може живо. Живо. Водата од Брен и денеска е мистерија. Таа грга од манастирската чешма и ги освежува посетителите, но мариовчани никогаш не полнат од неа за дома. Тоа е строго забрането. Над неа надвиснала клетвата дека оној што ќе ја однесе одовде, каде што единствено е дозволена, ќе стане жртва на разни страдања. Од овој манастир не се зема вода, се користи за тука, за пиење, за миење. Ако се земи дома, светецот Свети Илија излегва, на сон му доаѓа и ја враќат. Најчесто постарите кажуват дека сите ќе дојдат и ќе вратат водата. И не земаме ние помладите, ние немаме проблем. Приказната за сакрална Градежница е заокружена со најстарата црква Свети Димитрија, која според некои податоци датира од 16-тиот век или од времето на цар Душан, кога и Мариово со селото Градешница биле под негова власт. За време на Првата светска војна преку кровот во црквата паднала граната, но не експлодирала. Фрескописот е мощно специфичен, а олтарниот дел спаѓа меѓу најретките во Македонија. Овој фрескопис некои историчари на уметноста го датираат од крајот на 14-тиот и почетокот на 15-тиот век, а според некои други истражувачи, дел од фрескописот и зиданиот иконостас датираат од почетокот на 16-тиот век. Мештаните под еден камен во олтарниот дел потенцираат присуство на човечки череп, што е предизвик за нови истражувања. Не случајно, заради својата извонредност, црквата е заштитена од Управата за заштита на културно наследство, што подразбира нејзина соодветна грижа, нега, конзервација и менаџмент, преку кој Градежница треба да се вброи меѓу најубавите рурални туристички места во земјава.
Лена е свесна за своето богатство. Тоа е во нејзините корени, на кои секогаш Ким се враќа гордо и непоколебливо. Што се друго изгледа помало. Стоби Флипс Магнус, голем флипс со збогатен вкус од 30% кикирики. Витаминка. How you feeling? Happy. Tell me how you feeling? Happy. We about to do this 'cause we happy. Deluxe. Come along if you Is it minute? happiness is the truth. Because come along if you know it. Happiness is the you. No. Come along if you feel like. Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. Лена, ние кафето го пиеме сред родното село на твојата баба, Петкана, така? Да. Таа е близнак, колку што разбеа. Петкана и Петко. Петкана и Петко. Да. Твојата родна куќа е позади нас. Кафето требаше да го испиеме во една од собите или на терасата, уште поубаво на терасата во твојата родна куќа под која што се родени твојата мајка и твојот вујко. Да. Но од X причини кафето го пиеме сред село, а ти можеш да ни ја представиш малку повеќе баба ти, со која што си толку емотивно врзана, што ја носиш нејзината марама како една мајлија заедно со тебе и планираш да ја возобновиш и реновираш својата, односно нејзината куќа која што е и твоја куќа. Да. Епа, вака, баба ми има снимано снимки, бевме и преска до куќата кај што е родена, таму нели родена е со и мислам брати, а и со сестра и таму има и братучеди, значи беа поеќе фамилии во таа една куќа, но кога се мажи со дедо ми Трајан Трпчевски, се преселија тука во куќата во сред село што е. Но за жал, мислам дека во секоја фамилија ги има тие недоразбирања. Бевме, отворено ќе кажам, избркани од сопствена куќа, кај што се родени, како што рече вујко ми Ристе и мајка ми Наде, таму доле во сега подрумот што се вели, а иначе јас имам тука, си го носам и ке си го носам, бевме мината, мислам сега бевме летоска со баба ми, може би за последен пат со нејзе, тука, во нејзината куќа, за да го виде, нели, нејзината куќа кај што има пораснато. Ова е од прабаба ми, нејзе го има дадено и сега фактички мене ми го има оставено ова и си го носам со мене, тоа некаков начин на среќа за кога ќе одиш на пат, еве патувавме од Скопје до тука. Тоа е твојата трева што бега тебе што те чува. Да, од мојата баба. Сега жал ми е што постојат такви луѓе кои што немат ни осет за ништо, но како и да, ние планираме да се вратиме тука. Ова Маријова Градишница е село на моите, на мајка ми, на баба ми и куќата ќе си ја направиме и јас ќе доаѓам тука со мојот син и се надевам дека и мојот син ќе доаѓа тука, нели, со неговите деца. Јас се надевам дека ти ќе успееш во својата борба, дека еден ден ќе имаш прекрасна куќа овде и дека покрај тебе, враќајќи се назад како вистински повратник од Австралија и вистински борец за својата правдина, ќе се доселат и другите семејства кои што заборавиле на Маријово и на Градишница. Градишница видовме денеска дека е прекрасна, дека е пребогата, со континуиран живот кој што за жал се прекинал последниве години заради патот, заради тоа што во последно време сите решиле да заминат некаде. Селото станува напуштено. Маријово е празно, но ти се враќаш овде. Да. Прва со намера да ја возобновиш својата куќа,
да докажеш дека Мариово вреди и дека Мариово е интересно и убаво за живење, да ги поминуваш своите одмори овде. Јас ти посакувам се најубаво и да го видиш како реалност она што си го замислила. Ви благодарам што ме повикавте, што понудивте ваква се шанса, не знам дали е коректно македонски збор, но што ми пруживте можност да дојдам тука и да ви ја кажам мојата приказна од кај сум јас дојдена, од кај ми е моето потекло и јас учев многу, нели, од Австралија до тука е многу дуг пат, ама Лена, ти си првиот чекор за да се врати детскиот джагор во Градежница, што одамна веќе исчезнал и денеска не сретнавме за жал детенце овдека. не. Значи, гласот на Гавриел ќе звони овдека покрај реката. И тоа како да. Да, дај Боже да има многу деца овде во Мариовскиот дел. И да играат, и да се радуваат, и да живеат здраво покрај вистинските производи како што се медот, сирењето, мариовското јагне. Ние ги представивме во најмала рака како, нели... Да. И на домајкините кои што некој од нив не сака да се покажат на камера, исто така да им се заблагодариме што не прочита. Имавме одличен координатор кој што ни го покажа селото. Да. На вистина е пребогато со цркви. Значи, мислам дека опишавме 7, а има 9. Некои се подалеку, не можевме да ги опфатиме сите, но на вистина тие се едно сведоштво дека Мариово и Градежница и другите села во Мариово се вистинско богатство за Македонија. Точно така. Се бориме, нели? Да. Да го вратиме руралниот живот? Да. Ајде.